Ви благодарам, почитуван министер. Навистина мислев дека ќе имате разбирање и дека ќе го земете во предвид овој амандман, затоа што навистина многу енергија потрошив овие месеци со цел да поразговарам со локалното население и верувајте дека посетив повеќе од 16-17 села во Тетовскиот регион и разговарав со голем дел од локалното население кој што живее токму на потегот под Шарпланина. Во делот дека се информирани сите заинтересирани, не би можел да се согласам, затоа што она што го увидов на терен во разговор со локалните жители е дека пред се постои еден голем страв од носењето на законот за прогласување на Шарпланина за национален парк. Она што е јасно и што како порака го испратив на сите луѓе кои што живеат во овие населени места е дека има општ консензус и согласност дека Шарпланина треба да биде прогласен за национален парк. Тоа е и нашиот став, ставот на претеничката група на ВМРО-ДПМН, на коалицијата, но тоа да биде закон, законска рамка која што ќе овозможи навистина да служи на целта за која што е донесен овој закон, а тоа е заштита на Шарпланина, на биодиверзитетот, на животинскиот свет и на сите природни богатства на Шар. Како што кажав, навистина се сомневам дека се информирани сите и токму затоа во разговорите ги побарав нивните мислења и потоа разговарав и со експерти од оваа област и токму за овој амандман, еве да го образложам подетално и накратко што може да се за да ме разбере и локалното население, се однесува на делот кој што е над населените места Јажинце, Рогачево, Старо село, Вратница, Беловиште, Одри и Првце да биде изземен од овој закон се до државната граница на Република Македонија. Ова изземање го бараат и локалното население, го бара и дел од стручната јавност се сложува дека може да се земе во предвид, токму затоа што се работи за можеби дел од Шарпланина кој што е најзаштитен до сега, тоа го тврдам, а може да ме демантирате или да го потврдите тоа моје мислење, затоа што експертите и локалното население велат дека се работи за дел од Шарпланина кој што се уште го задржува биодиверзитетот, значи животните кои што живеат таму, а се тоа е благодарение на локалното население кое што живее во овој дел. И токму затоа, ако имаме нешто што е добро и ако имаме нешто што не е уништено или не е во фаза на уништување, како што е ова подрачје, сметам дека и овој амандман требаше да се разгледа малку посериозно и можеби да добие позитивна оценка од ваша страна. Како што кажав, Законот за национален парк е само рамка и тоа на нас сите добро ни е јасно. Но она на кое што наидуваме на терен, а верувам дека и вие и вашите служби, и она што го слушаме од локалното население е дека пред се има огромна загриженост кај нив за имотите кои што се наоѓаат на надморска височина од 900 до 1100 метри. Тоа се приватни имоти кои што со децении се во приватна собственост на ова локално население кои што сега ќе бидат во зоните на строга заштита или пак некои од другите зони. И сега, почитуван министер, има навистина голем проблем кај овие населени места. Имаат забрани од страна на Министерството за земјоделие, ако не се лажам, или за животна средина, така да не можат да си ги завршат и оние работи кои што секогаш традиционално си ги правеле до сега. Кога разговараат со службите од Шумско, тие немаат одговор што се случува на Шарпланина и зошто не можат да си ги спроведуваат своите традиционални активности од кои што со години наназад се спроведувани, а не се во насока на
наштетување на Шар-планина, на биодиверзитетот и така натаму. Сметам дека го оставате населението, како и за се друго што се случува во државава, неинформирано, го оставате населението, односно, еве во случајов локалното население на последно место и се мислам дека се води некоја салонска политика од далечина и во недоволен контакт и комуникација. Еве, не знам дали вие лично сте ги посетили овие населени места, овие села, или пак некој од пратениците што се тука може да излезе и да го каже тоа што го слушнал на лице место од селаните во овој случај, за кој што се однесува амандманот, тоа се селаните од населеното место, односно жителите на Јажинце, Рогачево, Старо село, Вратница, Беловиште, Одри, Првце. Навистина има голем гнев, министер, по ова прашање и сметам дека ние треба да бидеме катализатор на гневот, не да го зголемиме гневот, туку да најдеме можност прво да ги едуцираме луѓето, да им ја објасниме целосно целта на законот и да ги сослушаме на крајот. Па ве молам, има писмени дописи кои што се доставувани до министерствата, кои што нема добиено ниту еден одговор до сега. Во најмала рака е срамота. Во најмала рака е срамота. Да не добие одговор здружение или граѓанин, жител на писмени прашања кои што се поднесуваат до надлежните, навистина е не само што не е во ред, туку е спротивно на позитивните законски прописи. Токму затоа го поднесов и овој амандман на еден начин ја тргам политиката тука на страна, го артикулирам она што населението навистина го бара и верувајте дека во секое село, во разговорот со секој еден жител, без разлика на националност, дали се работеше за македонец, албанец, србин, турчин, ром, влав или некој друг, сите имаат подеднакво мислење дека овој закон во најмала рака остава голем простор за манипулација, остава недоречености кои што подосна ќе одат на штета на нив како локално население. Мора да се внимава на природата, но мора да се внимава и на населението кое што за жал еве токму во овој дел на Тетовско, да кажам, се подлежи на еден екзодус од иселување, од напуштање поради лошата инфраструктура, поради лошите патишта, поради немањето на основни услови за живење, значи во услови кога се нема патишта, канализации, и вие сега им нудите едно законско решение од кое што може да се информира само на телевизија. Мислам дека не е во ред. Добро е и градоначалниците на овие општини да се спуштат на терен долу, да поразговараат со луѓето, да ги сослушаат, затоа што тоа е нивна работа, како што е подеднакво како што е и наша. Јас еве денеска јавно ќе ја прозвам и пратеничката од Тетово, почитуваната Фаница. Се надевав дека денеска ќе биде тука од СДСМ, се надевав дека ќе биде денеска на комисија и дека ќе даде свој придонес или во најмала рака своје мислење зошто е добар или зошто не е добар овој амандман или законот. Не можеме вечно да се зацкриваме позади нашите функции, затоа што функциите се менливи, а еден ден треба да се вратиме назад и да се погледнеме со луѓето во очи. Ако пратеник нема континуитет во комуникација со населението и со народот, сметам дека тогаш самиот ја дерогира функцијата пратеник и можеби токму и заради тоа се наоѓаме во перцепцијата кај јавноста онаму каде што сме и како држава и како собрание. Се надевам дека еве другите амандмани ќе бидат доволно разгледани и ќе бидат прифатени и она дека законот го изработиле експерти, мене ми е јасно, но можам да ви кажам дека и многу експерти не се послушани. Значи, еве Шумарскиот факултет, колку што според мои информации, само еден професор е тамо приватно ангажиран и за тоа има мислење, понатаму има негативни исто така референции овој закон и од сектори во Министерството за земјоделие исто така. Има сериозни забелешки од многу државни установи.
на вака предложениот текст на законот. Токму затоа сметам дека ова е жива материја и ако се работи за интерес на локалното население, треба да им излеземе во пресрет, а не така сувопарно да ги одбиваме овие амандмани. Толку имам да кажем по овој амандман, останува на вас во следните амандмани да одлучите како ќе постапите. Благодарам. Благодарам.